Воен конфликт во Украина. Ова е воената ситуација во Украина на 3 март 2022 година. Драматичен развој на настаните во Украина. Повеќе од 7 децении по крајот на Втората светска војна во Европа. Утрово во 8 часот и 19 минути Фридрих Мерц изјави: "Исцрпени се воените можности на НАТО." Председателот на ЦДУ Фридрих Мерц смета дека испораките на оружје за Украина ги исцрпуваат можностите на Германија и НАТО да ја поддржат земјата воено во борбата против Русија. Тој изјави исто така: "Ние сме на граница на она што е воено можно овде", вели Мерц за ЗДФ. Тоа само покажува колку се ограничени нашите можности денес да заштитиме земја што не припаѓа на Сојузот. Тоа не е конфликт на НАТО. Утрово во 8 часот и 2 минути Киев повика на коридори за испорака на помош. Украина повикува на коридори преку кои луѓето ќе можат да се снабдуваат со помош. Децата мора да бидат донесени на безбедно. Итно се потребни храна, лекови и амбулантни возила, вели советникот на украинскиот председател Володимир Зеленски. Суштинските работи накратко. Руските војници влегоа во јужниот украински град Керсон и ја презедоа контролата врз канцеларијата на градоначалникот таму. Рано утрово во Киев се случија неколку силни експлозии и беше вклучен воздушен аларм. По воздушните напади во јужниот украински град Мариуптол, таму нема снабдување со електрична енергија, вода и грејење. Русија и Украина сакаат да ги продолжат своите разговори. Украина повикува на привремен прекин на огнот. Меѓународниот кривичен суд во Хаг започна официјална истрага за воените злосторства во Украина. Според главниот обвинител, тој изјавил вчера вечерта, сите страни треба да бидат под истрага. Според Обединетите нации, повеќе од 1 милион луѓе ја напуштиле Украина. Според нивните сопствени изјави, руските единици ја презеле контролата врз областа околу најголемата нуклеарна централа во Украина, нуклеарната централа Запорожје. Утрово во 7 часот и 49 минути пристанишниот град во југоисточна Украина останува под контрола на руските сили. Градот со 430.000 жители е обкружен. Проруските сепаратисти во Донецк сега се закануваат со цел напад врз пристанишниот град. Ова го пренесува руската новинска агенција Интерфакс, повикувајќи се на сепаратистичкиот комендант Едуард Басурин, во случај украинските војници да не се предадат. Во 7 часот и 28 минути Германија сакала да испорача повеќе оружје на Украина. Министерството за економија одобрило испорака на 2700 противвоздушни ракети од типот Стрела. Станува збор за оружје од советското производство од поранешните залихи на Националната народна армија. Во саботата федералната влада одлучила да испорача 1000 противтенковски оружја и 500 ракети земја-воздух Стингер од акциите на Бундесвер во Украина, што е можно побрзо. Представниците на федералната влада вчера соопштија дека Стингер и ракетните гранати и се предадени на Украина. Утрово во 6 часот и 27 минути руски војници во градот Керсон. Според градоначалникот на јужниот украински град Керсон, руски војници упаднале во канцеларијата на градоначалникот. Новинската агенција Reuters ја цитира изјавата на Ихор Количаев, во која ги повикува руските војници да не пукаат во цивили. "Немаме вооружени сили во градот, само цивили и луѓе кои сакаат да живеат тука", се вели во соопштението. Владата во Киев претходно ги отфрли извештаите дека Херсон
е првиот голем украински град што бил преземен од руската армија. Москва ја опиша испораката на оружје на НАТО за Украина како многу опасна и затоа предупредува на конфликт. Повеќе од 1 милион луѓе ја напуштиле Украина. Владите ширум Југоисточна Азија се обидуваат итно да ги евакуираат своите граѓани од Украина. Цената на нафтата надмине $110. Суровата нафта од типот Брент порасна за 5,8% во средата и изнесуваше $11,09 за барел, што е највисока вредност од почетокот на јули 2014 година. Утрово во 4 часот и 51 минута силни експлозии активираа воздушен аларм во Киев. Во украинскиот главен град Киев има неколку силни експлозии во текот на ноќта. Според агенцијата Унијан, вклучен е воздушниот аларм. Жителите беа повикани веднаш да побараат заштита, се вели во соопштението. Се уште не е јасно дали станува збор за воздушен напад и кои се целите. Најмалку едно лице е повредено кога проектил погодил јужно од главната железничка станица во Киев. Еден човек е пренесен во болница со рана од шрапнел на ногата, соопштија локалните власти. Украинските медиуми јавуваат и за борби во предградијата на метрополата. Руската армија моментално напредува долж брегот на Азовското море од две страни, од анектираниот полуостров Крим и од руската граница. Мариопол моментално е под постојан оган. Пристанишниот град е од големо стратешко значење. Големиот град Херсон сега е под контрола на руските сили. Ова го потврдија украинските власти. Според руската војска, јужниот украински град е под руска контрола од вчера наутро. Руските единици на вооружените сили презедоа целосна контрола врз центарот на регионот Херсон, изјави портпаролот на Руското министерство за одбрана Игор Конашенков. Киев и Москва преговараат за белоруско-полската граница. Украинската делегација веќе е на пат кон местото на средбата, кое е во близина на полската граница во Белорусија, изјави рускиот преговарач Владимир Медински. Разговорите треба да бидат и за прекин на огнот. Колку и што ќе постигнат разговорите е уште нејасно.